Добар ден, криптоентузијасти, за доцнетото видео за Monero, подготвено и снимено на нашиот канал. Денес, како што знаете, ќе направиме апдейт на овој проект, што требаше да биде направен претходната недела, но битно е дека материјалот кој што сме го ветиле дефинитивно го добивате. Со тоа што ова е веќе дел од новата недела, како што може да забележите, оваа недела ќе имаме малку помалку би рекол содржини, затоа што сакаме да обработиме и некои интересни содржини на англискиот канал. Така да денеска, понеделник, ќе го имате видеото за Monero. Во среда ќе имаме многу битен лайвстрим за геополитика и крипто. Доста време не сме направиле и овој пат ќе направиме главен осврт на Украина и Русија, затоа што имаме уште поголемо разгорување на војната. Сабота продолжуваме со прашање од заедницата, како што тоа го направивме за нашата Patreon заедница. Оваа сабота сакаме тоа да го направиме и за целата наша заедница во наредната сабота, каде што ќе одговориме на сите ваши прашања, пропратно ќе направиме лов на дно. И во недела останува економија како оружје, вториот дел од последното издание за Србија, каде што ќе разговараме од така речено војната во Косово наваму. Така да се надам дека уживате. Нормално овдека би сакал само на кратко да ве потсетам дека наскоро ќе излезат новите дизајни на CryptoGaming кооперација, може да го најдете овој портал на Facebook, каде што ќе бидат нормално новите дизајни со нашите блузички, понатаму планираме и нешто интересно друго, да може така речено да ги купите и да не поддржите во нашата работа. Ви благодарам и почнуваме со денешната содржина. Знаете и сами, избирањето на коините до сега беше на најдемократски начин, каде што имаше ваков тип на постери, каде што баравме од вас да ни доставите кои потенцијално коини би сакале да гледате на нашиот канал. Со тоа што се уште имаме одредена количина на коини кои што треба да бидат обработени пред да направиме нов кој што наскоро би следал. Треба да бидат обработени Conflux, Telcoin, World Mobile Token, за потоа практично да почнеме повторно да бараме од вас предлози и нормално предлозите кои што се најдобри да ги ставаме во блок кој што потоа ќе гласате во кој редослед ќе бидат обработени овие токени. Дополнително сите до сега направени коини и токени како и нивните апдејти, затоа што веќе почнеме да правиме апдејт на поголем дел од коините кои што ги имаме истражено кај нас. Може да ги најдете на оваа плейлиста, каде што може да видите дека се од најновиот па надолу до најстарите коини. Значи имаме направено повеќе од 125 коини истражување на македонски јазик со наша развиена анализа. Тоа се овие 6 групи на прашања, каде што практично треба да добиете една целосна слика за тоа се што треба да знаете за еден проект. Значи со одговорите на овие прашања ќе имате целосна слика за овој проект. Не заборавајте, ова е само почетна нормална анализа, понатаму препорачуваме истата да ја надградите и на тој начин да имате, би рекол, подобри сознанија за овој проект пред да одлучите дали да инвестирате во него. Со тоа што ова е нормално апдейт, веќе имаме направено видео за Monero, сега ќе видиме што случува со овој проект во, би рекол, поново време. Не заборавајте дека нема да ги одговараме поред овие прашања, значи ќе ги одговараме во однос тоа како се движи самата материја, така да во оваа ситуација очекувајте дека секогаш почнуваме со првата, тоа е апликација, дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликација од реалниот свет кои што може да го заменат, а потоа продолжуваме во однос тоа како не движи нормално самата материја. Сега, прво, како што можеме да видиме, станува збор за среден поголемина проект, истиот има 6,2 милиарди долари маркет кап, со тоа што ова е еден од ретките коини кои што имаше свој bull маркет во овој циклус и тоа постигна нов all-time high и би рекол значителен раст во текот на претходниот циклус од 2022 до 2025 година. Со тоа што, како што кажавме, според големината, до 1 милиарда се микро, од 1 до 5 милиарди се мали, од 5 до 10 милиарди се средни и над 10 милиарди се големи проекти. Што значи дека Monero саме по себе покажува дека веќе е сериозно зрел проект кој што има средна големина на маркет кап. Дополнително, кога станува збор за токеномија, тој дел ќе го објасниме малку подоцна. Она што сега не интересира е што уствари представува Monero, тоа е поентата на апликација. Значи Monero е Layer 1. Тоа значи дека истиот е практично проект на кој што се градат децентрализирани апликации. Во исто време истиот е smart contract compatible, тоа е уствари опцијата за да може да бидат изградени децентрализирани апликации, но тоа не занима толку многу затоа што Layer 1 има еден тон проекти. Она што нас не интересира е неговата уникатност, а тоа е прво дека истиот
односно истиот представува proof of work типа блокчейн кој што реално ги има се помалку и помалку, но ова е еден од првите уште од далечната 2015-2016 година, а во исто време уште повеќе неговата уникатност е поради тоа што представува privacy тип на блокчейн. Ако се сеќавате, ова е посебна категорија која што сме обработиле на нашиот канал со соодветни нормално проекти кои што се представници на истата, но она што мораме да го напоменеме дека за жал оваа категорија е дефинитивно многу опасна и тоа ќе го вработиме во подоцнежниот дел на денешното видео. Како и да е, Monero до пред само неколку месеци беше практично број 1 проект кога станува збор за privacy, значи Monero е проект кој што исклучиво се базира на приватност, односно на неговиот блокчейн не можете да најдете ниту да може да ги проследите така речено трансакциите, ниту пак можете да проследите кој колку има на нивните јавни адреси. Идејата на Monero е апсолутна приватност. Сите трансакции, сите статуси, односно количина која што имате на вашите адреси се цело со приватни и никој не може да ги погледне. Нема никакви јавни информации. Слично на тоа е Zcash кој што беше далеч од 5-6 место овој пат поради неговиот добар напредок и популарноста на privacy коините, истиот така речено дојде, би рекол, доста напред. Така да во оваа ситуација, она што мораме да го напоменеме на самиот почеток, кога станува збор за првото прашање, е дека да, има други проекти кои што му се конкуренција, единствениот во оваа листа која што моментално гледаме е Zcash. Се останато не е директно фокусирано на privacy, освен Midnight, кој што е далеку помал од Monero. За разлика од тоа, другите имаат други намени кои што дополнително имаат и некој фичер на privacy. Значи дека Monero и Zcash се единствените два во оваа листа на првите 5 позиции кои што исклучиво се занимаваат со приватност. Дали има апликација од реалниот свет? Не, нормално дека не. Кога станува збор за блокчейн, единствено овие проекти се уникатни кога станува збор за приватност. Софтвер во така речено стандардниот тип на софтвер не постои за прикривање, би рекол, на блокчейн трансакции, нормално. Сега, с оглед на фактот дека е proof of work и истиот, као што веќе спомнавме, нема pre-mine токени, нема vesting schedule, можеме да видиме според тоа и нема ICO, Initial Coin Offering, туку буквално рамномерно уште од самиот почеток, као што можеме за Monero гледаме дека нема никакви податоци, значи уште од самиот почеток истиот представува, као што веќе спомнавме, представува proof of work кој што има нема никаков pre-mine и истите нормално, као што веќе кажаме податоци, секој има рамноправно право да може да го мајна овој коин и да добива еднаква количина уште од самиот почеток, а сега ќе разговараме како тоа изгледа, првенствено за неговиот proof of work механизам, а потоа ќе разговараме и за неговата токеномија. Значи, овој пат веќе доаѓаме до токеномијата, каде што мораме да објасниме што случува со неговиот тип на блокчейн, тоа е proof of work, и нормално како изгледа самата токеномија. Значи, како што веќе кажавме, истиот представува proof of work, но разликата е во тоа што за разлика од биткоин, истиот е направен да биде така наречен еквитабилен, односно секој има, би рекол, еднакво право да прави майнинг на овој блокчейн. Значи, дополнително многу позитивна ствар е тоа што може да се прави майнинг со CPU и со GPU, значи за разлика од тоа, например, во биткоин не можете да користите двата типови на мајнери. Второ, немате потреба да ги имате најновите мајнери, како што е тоа ситуацијата со ASIC, каде што имате нормално наменети мајнери кои што исклучиво се за ваква пригода и на тој начин практично имате многу голема конкуренција. Овдека е направено буквално да биде така наречен еквитериен майнинг структура со така наречен алгоритам RandomX кој што е развиен од самата заедница. Идејата на заедницата е да се дозволи на било кој што сака да прави майнинг да може тоа да го направи. Дури и со најобичен лаптоп кој што има некоја, би рекол, просечна хардвер структура, да можете и со него да правите майнинг. Значи, ова е направено со цел да може да се даде поголема шанса за майнинг на многу повеќе луѓе, многу подецентрализирана мрежа и нормално многу поголема заштита на тој начин. Така да тоа е во однос на начинот на кој што може да се прави майнинг. Нормално детално ќе објасниме понатаму околу овој дел. Сега кога станува збор за reward per блок, кој што исто така е поврзан со самата токеномија, значи наградата е 0,6 XMR, односно Monero токени по блок, тоа е практично последната инфлација. Значи, ќе разговараме и за самата инфлација малку подоцна. Значи, идејата е дека моментално со неговата така наречена tail емисија или опашка емисија е стигнато до 0,6 XMR за еден блок. Блокови се запишуваат на секој 2 минути
и што значи дека на секој 2 минути има награда од 0,6 XMR за оној кој што ќе успее да го запише блокот. Дополнително не заборавајте дека и фито за овој блок влегува во наградата која што ја добивате. Например, ако фито моментално за овој блок е 0,01 XMR, тоа значи дека оној кој што ќе успее да го напише блокот ќе добие 0,61 XMR како награда. Значи фито целосно оди во рацете на оној кој што ќе го напише следниот блок. Ќе се навратиме малку подоцна на токеномијата во однос тоа како изгледа инфлацијата. Сега само би сакал да го споредам на кратко со биткоин. Значи за разлика од биткоин кој што на секој 4 години на секоја одредена количина на блокови има 50% намалување на наградата. XMR тоа го направил до 2022 година, од 2015 годината, значи постепено. Односно тоа е оној различен тип на емисија и неизино намалување во однос тоа како се наградуваат блоковите. Што значи дека сега веќе е стигнат до самото дно. Односно, све стигнати до апсолутното дно во однос тоа која ќе биде наградата од сега па натаму додека постои овој блокчейн, наградата ќе биде фиксни 0,6 XMR. Значи дека за разлика од биткоин кој што има уште многу халвинзи пред нас, XMR веќе е стигнат до самото дно и до минималната награда, тоа е 0,6 XMR. Со тоа што еве како моментално изгледа, 12 години од неговото постоење, практично нема никаков инфлационен баг, значи постојано се движел, како што веќе кажавме, по она шема на намалување на инфлацијата. Еве како тоа изгледа споредбено со биткоин, каде што биткоин имаме постојано халвизи, каде што се намалува наградата за половина. Во Monero гледаме дека од неговиот почеток имало екстремно драстично голема награда, каде што во далечната 2014 година за еден блок на Monero се наградувале неверојатни 15.000 Monero коини. За се тоа нормално како се движиме понатаму, се повеќе и повеќе да се намалува и да стигне до 0,6 Monero, тоа е финалната и веќе нема да има намалување награда за секој блок на Monero. Сега, кога станува збор за мајнинг, сепак спаѓа во токеномија и начинот на функционирање на Monero и неговиот блокчейн. Значи, како што веќе кажавме, станува збор за Proof of Work тип на блокчейн со посебен алгоритам наречен Random X, развиен од самата заедница. Како што ќе кажеме, може и CPU и GPU тип на мајнери, со тоа што нема посебен тип на мајнери кои што се исклучиво направени за ваков тип на алгоритам, туку може да користите најразличен тип на мајнери, како што веќе спомнавме овде. Со тоа што и понатаму ви е дадена опцијата да бидете дел од пул, базен или пак да правите соло мајнинг. Со тоа што колку е послаба вашата нормално би рекол опрема, толку е по тешко и по долг период во кој што потенцијално нема да успеете да напишете ниту еден блок. Како што може да видите овдека, со најстандардна опрема, со соло мајнинг може да се случи и со месеци да не запишете ниту еден блок. Затоа и ова се нарекува така наречена лотарија. Значи, ова е така речено награда, доколку успеете да решите, да речем, алгоритамот, за разлика од останатите учесници во мрежата, да успеете да добиете 0,6 Monero. Со оглед на фактот дека неговата цена е доста висока, значи 0,6 односно еве како би изгледало во однос на вашата лотарија, значи тоа е негде околу 200, оприлика мислам дека е околу 180 до 200 долари, зависи од неговата цена, би била наградата кога би успеале да запишете еден блок. Сега, за разлика од тоа, имате посигурна опција, тоа да бидете дел од базен, каде што во однос тоа колку хешрейт ќе дадете за така речено овој базен да може да добие некој од блоковите, толку повеќе нормално ќе добиете награда од она што успеал блокот да го запише. Значи дека постојано добивате одредена количина од она што успеал овој пул да го запише како награда. Дополнително не заборавајте дека во оваа опција треба да платите и фи, значи овие базени си бараат соодветен фи за да бидете дел од истите. Како идеја, значи Monero и начинот на кој што може да правите мајнинг го имаме во овој артикл кој што е во дескрипција со соодветен линк, така да може да го најдете и на тој начин ќе може нормално да видите чекор по чекор како би можеле да направите мајнинг. Во меѓувреме ние само на кратко ќе ви покажеме како прилика тоа изгледа во однос на како се мајнерите, која е нивната цена и која е неговата профитабилност во овој момент. Не заборавајте, профитабилноста постојано варира. Значи, софтверот кој што се користи е XMRig, кој што нормално може да го најдете директно на практично нивната страна. Дополнително може да видиме дека ова се најдобрите мајнери кои што моментално постојат, значи ова е на Bitcoin Miners, bt-miners.com, чисто да ви покажам како моментално изгледа. Ова е најдобриот мајнер кој што јас успеав да го најдам на така речено пазарот, за да може така речено да правите мајнинг на
Monero. Како се прави пресметката за во случај да ова ви е прв пат? Значи, еве, RandomX алгоритмот кој што го користи, кој што веќе го покажавме, овој мајнер може да допринесе до 1 мега хеш rate. Тоа ви дава колку моментално ќе биде јачината на хеш рейтот кој што го произведувате. Значи, како што може да забележиме, јас овдека направив посебен тип на пресметка, значи има посебен тип на калкулатор каде што може ова да го пресметате. Значи, во хеш rate, ова е практично 1 милион HS, тоа е хеш rate. Со тоа што дополнително можеме да видиме дека во однос на неговите квалификации троши 2472 вати струја, тоа го додаваме овде. Во однос на колку кошта струјата, овдека може односно може да забележиме според колку е моменталната цена на оваа практично страна. Според нормално доларна вредност во Северџанистан, како што овдека не пишува, моменталната цена е 0,26 долари. Само секунда да ја најдеме за да го покажеме тој дел. Не сум сигурен дали е толку, ова е само да ви покажам како моментално функционира, само да ги подредам по име и ќе го најдеме многу поедноставно. Значи, сега сме на, верувале или не. Ево, 0,260 е ова индустријската струја во Македонија. Тоа што ако додадеме 0,260, ни покажува колку е моментално профитабилноста на годишно ниво во однос тоа што треба да го платиме за струја. Значи, во оваа ситуација изгледа дека на месечно ниво ние ќе правиме профит од 310 долари или 10 долари на ден. Чисто да имате во предвид во однос на колку е цената на Monero со најдобриот мајнер, колку би можеле да направите профит. Не заборавајте дека мајнерот исто така воопште не е ефтин. Според тоа што го видовме овдека, мајнерот е негде околу 5600 долари. Само да ви кажам дека и во bear маркет очигледно ова може да биде профитабилна дејност. И како што спомнавме, пуловите може да ги најдете многу едноставно. Овде ова е една од најдобрите страни за тој дел, miningpoolstats.stream, во оваа ситуација тоа е за Monero, каде што гледаме дека пуловите има навистина значителен удел во мајнингот на Monero. Во оваа ситуација многу јасно може да видиме дека најголемиот майнинг пул моментално е неверојатни 32,1% од вкупниот хеш рейт на Monero во овој момент. Тоа е и еден од големите проблеми. Значи, ваквото собирање на мајнери во еден пул може да биде искористено за правење на 51% напад врз мрежата. Затоа малку подоцна, но ова е нешто што дефинитивно моравме да го спомнеме.
Значи тоа е како се пресметува за тоа како изгледа моментално мајнингот, дали е профитабилен или не. Секој од вас нормално може да си провери за машината која што моментално користи, на овој начин може да го направи тоа. Значи страната која што користевме е coinwars.com, каде што само треба да го најдете Monero Mining и ќе видите колку потенцијално биве коштало и дали е исплатливо. Со тоа што Monero препорачува да се користат исклучиво неговите новчаници, значи getmonero.org/download. Со тоа што и ова како линк ќе го ставиме во дескрипцијата, каде што буквално може да најдете различни типови на волети кои што вас би биле препорачани во однос тоа каков тип на оперативен софтвер користите и каков тип на направа. Дали е тоа телефон, лаптоп и така натаму, би препорачал да ја проследите оваа страна директно од нивната страна да симнете новчани кои што ви е потребен. Да, и овдека видовме на самиот најнижок степен дека се препорачуваат Trezor и Ledger како cold wallet за новчаник на Monero. Кога станува збор за хешрейт, очигледно можеме да видиме дека и понатаму overall расте. Значи, нов all-time high направивме во јануари 2026 година, тоа значи дека се повеќе мајнери се приклучуваат на оваа мрежа. И да се подсетиме, многу битна работа, ова е веќе малку дел од така речено фундаменталната анализа. Ова е една од вестите кои што се исклучиво битни во последниот период, дека имавме успешен 51% напад на група на мајнери. Односно, еден од овие пулови успеа да порасне до степен каде што направи напад од 51% и го презеде нормално Monero. Зошто е толку опасно? Затоа што кога ќе успеете да направите напад, односно кога ќе успеете да соберете хешрейт од над 51% од вкупниот хешрейт на мрежата, вие практично имате контрола над овој блокчейн. Со 51% од хешрейтот вие можете буквално да правите што сакате. Да блокирате други блокови, да одобрувате своји блокови, да правите double spending, односно дупло да ги трошите вашите токени. Тука е проблемот, тоа успешно беше направено на Monero, иако според она што беше кажано од луѓето кои што го направија, е дека е со цел да покажат дека е можно, а не да наштетат на самиот проект, и гледаме дека тоа реално на долг рок не му наштети, оној навистина не предизвикаа некаква штета, што би била многу поинаква ситуација доколку некој ова го правеше нели со таква намера. Така да, за жал, Monero е еден од ретките коини на кои што е успешно направен 51% напад. За среќа, тоа беше направено очигледно од white hacker, би рекол, учесници во оваа технологија, и се надевам дека навистина нема да испадне во иднина дека нешто е направено. Зошто? Затоа што на крајот на денот треба да бидеме свесни дека Monero представува privacy chain и дека иако нешто потенцијално направиле, скоро и невозможно е да се дознае, затоа што нема начин на кој што можеме јавно да го следиме блокчейнот, не можеме да видиме дали можеби изминтале нови 1 милион коини, но сега за сега во однос на цената гледаме дека нема промена, што значи дека голема веројатност дека не направиле некоја поголем проблем, би рекол. Овде ќе се вратиме само на кратко на токеномија, каде што може да видиме според големината на хешрейтот, дека на прво место се Bitcoin, Kaspa, Litecoin, потоа следува Ethereum, Classic и Monero. Што значи дека Monero е петиот најголем по хешрейт Proof of Work mining блокчейн во светот. Кога станува збор за DAO, мораме да напоменеме дека Monero не поседува свој DAO систем, односно доколку станува збор за било каков тип на financing, значи кога станува збор за финансирање на некои дополнителни проекти, апдејти и така натаму, тоа се прави преку Community Crowdfunding, CCS, односно на нивниот блог кој што ќе го покажеме овде. Значи ова е нивниот блог getmonero.org/blog. Значи на овој блог се прават така речено дискусии и предлози за потенцијални би рекол надградби или апликации и така натаму кои што моментално би можеле да бидат имплементирани на Monero. Откако овие потенцијални дискусии ќе бидат завршени, многу често се случува овие краудфандинг циклуси да завршат со директно финансирање од поединци кои што се дел од Monero, каде што вие практично ако имате некоја апликација или проект или нешто како надградба на Monero, да практично ставите ваша страна, адреса, а нормално на оваа адреса доколку некој сака да ве поддржи, да ви испрати Monero за ова да биде реализирано. Кога станува збор за форкови, функционира како Bitcoin, односно доколку и
Односно како биткоин кога имаме ситуација во која што има некаков тип на хардфорк, доколку на мајнерите им се допаѓа, истите ќе го поддржат и ќе направат апгрейд на своите нодови, доколку не, истите секогаш имаат опција да направат така речено форк. Кога станува збор за програмскиот јазик, на Monero се програмира со C++ програмски јазик, со тоа што овде гледаме дека и Python се користи според некој од оние јазици поддржани и овој CMake, како што можеме да видиме, се не сум сигурен дали овој јазик или не, но како што можеме да видиме, 81% од сето оно што е моментално програмирано на овој протокол е со C++, чисто како идеја за оние кои што потенцијално би сакале да програмираат нешто на Monero. Кога станува збор за фундаментална анализа, значи овдека мора да напоменеме дека за жал Monero е во, би рекол, фундаментално негативна состојба. Зошто го зборувам тоа? Затоа што најголем дел од менувачниците не сака да има никаква врска со него заради неговата забрана како privacy технологија. Односно, оваа забрана доаѓа највеќе од големи фактори како што се Европската унија и FATF, комисијата која што е на глобално ниво. Значи, Европската унија официјално забрани користење, трговија и поседување на privacy коини. Ако се сеќавате, ние веќе 2 години зборуваме дека главната причина поради која што немаме ваков тип на технологија, немаме ваков тип на коини, е стравот дека потенцијално ќе ни направат флегинг на нашите новчаници. Односно, доколку поседувате ваков тип на коини, било која, да речем, институција во Гејропа или во светот, доколку има ваква забрана, како што тоа е во Гејропска унија, може да ви направи така речено флагирање, односно да ви постави црвено знаме на новчаникот, да не можете овој новчаник да го користите на централизирани менувачници или пак на било каков друг на јавни ентитети. На тој начин вие може да ги ставите и вашите други коини во, би рекол, во штета, така речено, во опасност. Затоа пак ќе напоменам, ако веќе морате да имате privacy коини, би ви препорачал да имате посебен новчаник кој што не би го мешале со другите коини, кои што не би го мешале со вашите, би рекол, менувачници каде што би го чувале Monero, Zcash или било кој друг на privacy коин. Како што може да видиме, големи менувачници веќе го имаат излистано целосно, делистано целосно. Binance, OKX, Bittrex, понатаму гледаме дека и Kraken и други некои менувачници, Coinbase, Exodus го имаат целосно отстрането од нивните платформи. Ова не е случајно, ова доаѓа покрај голем притисок од страна на институциите, како што е, например, банот на Гејропа. Значи, Мика и низината имплементација сега на 1 јули не е исклучиво за стейблкоините, за Binance и така натаму, туку е и за privacy коините. Односно, од 1 јули никој нема да може да користи privacy коини како што се Dash, Zcash, Monero на територија на Гејропа. Нормално можеме да користиме, никој не може да не забрани. Единствениот притисок кој што може да ни го искористат или да го применат кон нас е, како што кажав, да го флагираат вашето портфолио и да го засметаат ова како практично перење на пари. Така они го нарекуваат. Нормално сето ова доаѓа од FATF. Значи, ние имаме посебно видео за оваа институција која што го применува на глобално ниво, односно дава препораки за применување на travel rule, односно правилото за патување. Она правило кое што вие го знаете за не повеќе од 10.000 евра, долари во кеш, овдека дополнително е надградено и кога станува збор за privacy коините. Така да имајте го ова во предвид, ова е нешто што морам да го напоменам дека е екстремно сериозно и би ви препорачал сериозно да размислите пред да купувате вакви коини, како би го правеле тоа и каде би го правеле тоа. Со тоа што нормално, после имплементирање на овие правила, Monero се повеќе и повеќе се врти кон така речено Darknet, односно се повеќе и повеќе станува валута која што највеќе се користи за негативни ствари, за хакови, за трансферирање на пари од криминални дејствија. За жал, тоа е реалноста. Ваков тип на технологија е најчесто злоупотребена на овој начин. Сега овдека повторно ќе се вратиме уште еднаш на кратко на токеномија во однос на инфлацијата на овој коин. Како што можеме да видиме, циркулационата и вкупната количина на коини веќе е постигната, тоа е 18,77 милиони коини и од сега па натаму, како што веќе кажавме, она инфлација која што веќе е постигната на најниско ниво, а од сега ќе биде понатаму фиксна, е 0,6 Monero коини за секој блок. Тоа е 0,85% инфлација на годишно ниво, што мене ако ме прашувате е одлична инфлација, ова е инфлација која што е пониска моментално и од инфлацијата на биткоин. И затоа пак ќе напоменам, значи на овој начин XMR доста добро го решил моментот со
би рекол долгорочната инфлација, каде што ова е многу ниска инфлација и ќе биде фиксна од сега па натаму за Monero. Дополнително, како што ќе кажавме, не постои burning механизам. Значи, единствениот burning механизам во оваа ситуација е токму инфлацијата која што е екстремно ниска. Дополнително и фито целосно се дава на оние кои што ќе успеат да напишат блок, што значи дополнително и овдека немаме на пример одредена количина на Monero која што може да биде злоупотребена, се оди во рацете на мајнерите. Така да ова е крајно позитивно и тоа е се што би можеле да кажеме во однос на нивната инфлација и burning механизам. Тоа е апсолутно се што до сега успеавме да најдеме за овој коин. Кога станува збор техничка анализа, како што спомнавме, ова е коин кој што до сега имал повторно успешен bull market, иако гледаме дека претходните врвови не се толку голема разлика, за разлика од претходните, повторно ова што моментално гледате овдека како корекција е навистина голем скок. Значи купување на Monero на циклична основа би бил едно од, би рекол, попозитивните работи кои што сте можели да направите во криптоиндустријата, како на пример во претходниот циклус во 2022 година истиот достигнал негде околу 1800% профит. Во овој циклус од самото дно до врвот кој што успеа да го постигне, направил негде околу 640, малку повеќе ако го достигнеме ова, негде околу 700 и нешто проценти. Сакам да кажем дека и понатаму овој проект е доста профитабилен. Онаа работа која што успеавме да најдеме е дека и понатаму имаме дно на оваа тренд линија која што ги до сега означила и дното во 2022 и дното во 2024 година за овој нормално коин. Сега како ќе се однесува во следниот циклус останува да видиме, но за разлика од другите коини истиот имаше bull market и корекцијата негова е сосема нормална, се наоѓа негде блиску до претходните два локални врвови, со тоа што правиме една голема формација на триаголник која што доколку заврши, како што можеме да видиме, ова изгледа малку повеќе како head and shoulders, кој што би имал потенцијал за голем раст нагоре. Повторно, нема да зборуваме додека не видиме како ова ќе изгледа на фундаментален аспект и неговата адаптација во светот, затоа што кажаме дека има голема закана со оглед на фактот дека е privacy технологија. Повторно, знаете дека техничката анализа најчесто се фокусираме највеќе првенствено на биткоин, а потоа зборуваме за што понатаму и дали потенцијално имаме направено дно на овој коин, па така и во Monero. Кога ќе успееме да направиме дно на биткоин, тогаш ќе разговараме што понатаму со техничката анализа на Monero. Го погледаме кој market cap, искрено не најдовме дополнителни информации, значи овдека навистина има минимална количина на информации, апсолутно ништо посебно. Овдека би сакал да одговорам прашањето од така речено фундаментална анализа за тоа каде може да го најдете овој коин, да видиме кои преостанати менувачници се уште го продаваат. Сега не заборавајте дека иако стои дека е делиснат на голем дел од менувачниците, дали не е апдейтирано на CoinGecko или не сум сигурен, но можеме да видиме дека се уште голем дел од овие менувачници стојат дека го продава Кракен, кој што пишува дека е делиснат и понатаму стои дека го продава. Потенцијално ова можеби е само за територијата на Гейропа, не сум сигурен. KuCoin, Maxi, HTX, Polonix, тоа се моментално кој што го има. Нормално највеќе луѓето го купуваат на децентрализирани менувачници, Bitfinex, исто така Bitmart, погледнете и сами. Тоа се моменталните менувачници каде што може се уште да го најдете овој коин. Пак ќе напоменам, верувам дека се повеќе и повеќе ќе биде делиснат во иднина. Сега овдека ќе само на кратко токеноми, значи како што кажеме нема vesting schedule, затоа што нема ништо pre-mine, нема никакви како што кажеме преференцијални angel investors. Само сакам да го покажам ова дека за Monero нормално во токеномист нема никакви информации, што е нормално со оглед на фактот дека нема vesting schedule. Значи секогаш сакам ова да го проверувам пред вас, значи да видите и сами дека едноставно нема ништо кога станува збор за одреден проект. Исто и овде гледате дека нема апсолутно ништо. Дополнително е дел од фундаментална анализа, каде што немаме податоци за ништо дека моментално се наоѓа токенизирано на Monero. Верувам дека и нема да има со оглед на фактот дека институциите никогаш не би прибегнале да токенизираат нешто на privacy блокчейн. Па така можеме да видиме дека нема ништо на Monero моментално. Овдека можеме тоа да го провериме. Monerium, тоа не е Monero нормално, XMR исто така можеме да видиме дека исто така нема ништо. Што значи дека во однос на токенизација немаме апсолутно ништо моментално на Monero и не верувам дека тоа ќе биде променето во иднина. Кога станува збор за ETF-и, за жал исто така немаме никакви информации, нема ништо ново, односно не постојат апликации за ETF на Monero. И пак ќе речам,
privacy технологија, заборавајте дека ќе биде некогаш имплементирана од страна на институциите. Не верувам дека такво нешто ќе видиме во крипто секторот скоро. Значи нема начин како институциите ова би го прифатиле, а да биде легално. Значи тоа е идејата на препораките на FATF. Тоа е нормално и банот кој што го видовме од Гейропа. Така да институционална адоптација за овој блокчейн, мене ако ме прашувате, е невозможна. Значи privacy технологија, освен ако не е како кантон, која што е наменета за да може да биде проверена, а во исто време да биде приватна, да, но кога станува збор за ваква технологија која што е целосно приватна, не може да биде проверена ниту од соодветни институции, нема шанси да биде прифатена, па така и нормално нема да го најдеме во овие биде. Потенцијално во иднина можеби би виделе некоја компанија која што директно би инвестирала во Monero, но сега за сега тоа не е случај. Значи можеме да видиме дека сега за сега DAT, односно Digital Asset Treasury на овој коин се уште немаме, така да останува да видиме зашто велам дека е возможно тоа да се случи, затоа што Zcash веќе поседува. Значи Zcash има компании кои што моментално го купуваат иако е privacy coin, така да кога гледаме дека е ваква ситуацијата, можеби постојат некои држави кои што потенцијално би дале право на одредени компании да купуваат. Ево овдека постои компанија која што купувала Zcash, иако е privacy coin. Нормално самиот фактор дека е приватност, односно privacy coin, немаме податоци над DeFi Lama, едноставно овие посебен тип на алатки кои што се користат за проверки на on-chain data, практично не може да се користи затоа што станува збор за приватност. Вие не може да видите што се случува со децентрализираните апликации на Monero, колку капитал имаат, колку заклучен капитал има на Monero, едноставно нема никакви информации, па затоа и не можеме да го провериме. Исто така не можев да најдам ниту за брзината на Monero, со оглед на фактот дека станува збор за Layer 1. Очекував дека ќе најдеме податоци за неговата брзина, као што може да видите за Monero не постојат податоци, исто е и за XMR како него коин, исто така нема податоци. Тоа што успеав да го најдам како податок е директно од Google. Значи на со вештачка интелигенција пребарување успеавме да утврдиме дека има, сега ќе покажеме брзината и како изгледа нејзината спореба со останатите блокчейни. Значи моментално можеме да видиме дека неговата брзина е од 2 до 5 секунди блок. Така речено, тоа е колку транзакции во секунда може да isпроцесира овој коин. Само секунда да го рефрешираме, страната. Односно може да видиме дека од 4 до 6%, тоест од 4 до 6 трансакции се запишувани во секунда на овој блокчейн. Со тоа што 4 до 6%, тоест 4 до 6 трансакции во секунда, можеме да видиме дека истиот се наоѓа негде на од 20 до 25 место според брзината на трансакции на овие блокчейни, а како што може да забележиме станува збор за сериозни играчи како што се Algorand, Hedera, Multiverse X, Starknet, Sonic и така натаму, што значи дека воопшто не е бавен како блокчейн. Дополнително на токен терминал, за жал, исто така не најдовме некои битни метрици, значи најголем дел од метриците се за така речено market cap и би рекол trading volume, ништо посебно, ништо што би ни значило да речем во нашето истражување, па ти кажам тоа е негативната страна кога станува збор за privacy coin. Кога станува збор за неговата активност како блокчейн, овдека веќе може да најдеме малку повеќе информации и во однос на девелопери, погледнете и сами, че ова е дел од економијата, значи јасно можеме да видиме дека е еден од оние кои што има највеќе девелопери. Значи моментално вкупно има 102 full-time девелопери и 295 активни девелопери, каде што 160 се well established. Тоа значи дека долгорочно работат на овој проект, што е навистина позитивно, со оглед на фактот дека 102 го става во топ, така речено, 10-15 проекти. Само секунда, моментално се наоѓа помеѓу Ton, Hedera, ICP, Aptos, XRP, што значи дека навистина станува збор за екстремно активен проект, кога станува збор за девелопери кои што работат на истиот, и се наоѓа на 44-то место кога станува збор за најактивни блокчейни по апдејти. Значи тоа ни покажува дека постојано има нови апдејти и дека се работи на овој блокчейн. Ево, моментално на 44-то место, значи можеме да видиме дека постојано има нови апдејти кои што се депонираат на GitHub за овој
проект. За жал, не знам зашто, но Аркам не функционира како што треба овие денови и затоа и не можевме да истражиме што се случува со XMR и дали има некакви податоци за него. Дополнително, знаете, сами поради приватноста не можевме да најдеме ниту децентрализирана листа од најбогати 100 новчаници, што е нормално, очекувано. Дури и последниот пат кога го направивме видеото, овде ќе имаше многу интересна реченица као "Are you kidding me?" Значи као дали се зезате, како може да очекувате дека ќе најдете топ 100 ходлери на Monero. Нормално дека тоа не можеме да го најдеме. Сега оно што можеме да го најдеме е дека и понатаму, како и сите останати layer кетсови, имаат свој Explorer, каде што може да ги најдете потенцијално вашите трансакции. Не заборавајте дека голем дел од потоците ќе бидат едноставно недостапни затоа што станува збор за приватен блокчейн, но тоа не го менува фактот дека и понатаму нормално постои Explorer и може да проверите основни податоци за вашата трансакција. Како што може да забележиме, поминавме преку сите прашања. Една работа која што исто мораме да напоменеме е во однос на кривични судски случаи, иако нема директно против него, самата хајка која што се води моментално со Мика и со FATF против овие би рекол проекти е едноставно неговата индиректна поврзаност со кривични судски случаи и како што кажав, ова потенцијално флагирање може навистина во иднина да биде проблем. Затоа пак ќе напоменам, јас се држам понаставно. Партнерства не успеавме да најдеме ништо конкретно, да речем некоја голема компанија што работува со нив, но и понатаму важи за еден од најбитните и најголемите проекти, посебно за луѓето кои што ја ценат својата приватност. Тоа беше опрлика се за овој проект, се надам дека уживавте како и секогаш и нормално доколку ви се допаѓа нашата работа, би ве замолил да ја поддржите со тоа што ќе станете дел од нашата Patreon заедница. Линк до Patreon заедницата може да најдете во дескрипција на нашето видео. Со тоа што со оваа мала членарина која што ја плаќате на месечно ниво, не поддржувате во работата која што ја правиме за македонскиот народ бесплатно. Дополнително со оваа членарина имате пристап до нашите групи, каде што може да споделувате ваше мислење, ваша анализа, да поставувате прашања, да комуницирате со нашите членови, а дополнително имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно. Исто така имаме посебни лајвстримови, како што тоа беше лајвстримот во текот на вчерашниот ден, каде што одговоривме на прашањата на сите наши Patreon членови, исклучиво за Patreon заедницата и овие офлайн видеа како што е моментално видеото за Monero. Прво ги објавуваме на нашиот Patreon, на нашите Patreon членови, а потоа ги објавуваме и за целата наша заедница. Доколку некој од вас сака да го обнови членството на годишно ниво, тоа може да го направи на cryptogamidjia@gmail.com. Само пратете ни мејл со валутата која што би ви одговарало во крипто, а ова се цените на постерот, може да видите колку кошта годишно членство на Patreon, со тоа што пак ќе кажам, помагате во едукација на македонскиот народ во блокчейн, макроекономија и геополитика. Се надам дека уживавте, се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиджија и од топлата мала. Од Велес до светот, Криптогемиджија, знаеш. Год се до него, заедно креваат бука. Во живо се брате, кај што знае забава да пука. На монитор, бројки, график, нерви. Од биткоин до трендови ги читаат први. Македонец за македонец, тоа е слоганот. Не продаваат магла, туку знаење за џабе. Кај што други се губат во шуми, во хаос. Тие ловат вести, па прават баланси. Јасно, седна вест, две вести, трета веќе се менува. А тој што ги следи лесно логика си вденува. Криптогемиджија, со око за ризик и год се со него ни прошируваат видик. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно. Кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец за македонец, Гемиджијата не води по патот. Криптогемиджија, со год се дозори. Криптогемиджија, уча цела бригада да се бори. Макроекономија, брате, не е шега. Мурика со зелена тоалетна хартија, М2 сирока. Принтерот пуштен на јако од Фед до селото Брисел, вести за злато. Од Блискиот исток до БРИКС и Мала Британија, геополитика ко мрежа од жици. Еден потек таму, а ефект тука у очи. И секоја вест од светот ја носат со тежина. Не е само кликбејт, туку слика и длабочина. Не паѓат на фейк њуз, туку се следат сите страни. Ако имате против Гемиджијата, на темата ве кани. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно. Кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за
Македонец. Тоа е парола. Македонец за Македонец. Од се до последен стици факт. Гемицијата не води по вистинскиот пат. До утрински часови не знаат за доста. Се рокаат теми за крипто и мокта. Од шема до шема, од график до график, се на македонски јазик. Македонец за Македонец. Тоа е парола. Македонец за Македонец. Од се до последен стици факт. Гемицијата не води по вистинскиот пат. Крипто светот врти, ама ние сме будни. Гемитрија тера, а фактите се судни.